Сега, пред да преминеме на решавање на други задачи, малку да ги гледаме овие функции, какви се, што се. Првите три функции што ќе ги гледаме се овие три функции. А ова функција тука ја видовме во решавање на задачи од дефинициона област, каде што моравме да ја отстранаме точката 0. Значи, ова беше дефинициона област, xy различно од 0,0. Овај е најлесното. Ова, јасно е, нема ни еден од тие функции, тоа е сите xy. Така, ова се сите xy. А ова е квадратен корен, значи тоа што е внатре треба да е поголем или еднакво на 0. Ова е позитивно, ова е позитивно, или покоректно, не негативни се, значи нема шанса ова да оди негативно, x на квадрат плюс y на квадрат, и ова е r на квадрат. Сега, природно, ќе прашате зошто првен корен, па после без корен. Обично си мислиме корен станува потешко. Сега ќе видиме зошто. Одеме на математика. Аве ја првата крива. Значи, плот 3D и ова е квадратен корен x на квадрат плюс y на квадрат, и сега правиме правоаголни координати минус 3 до 3, минус 3 до 3. Гледаме дека во сите точки има точки, значи нема проблем со дефинициона област. Сите, овај кај што е вака, тоа функцијата излегува од кутија, продолжува нагоре, вака, и излегува од кутија. Тоа е бидејќи, ајде да видиме што е ова. Да видиме дали можеме да ја завртаме. Гледаме долу има точка тука и се крева вака од сите страни. Ше малку да ја завртаме, вака. Сега имаме представа како изгледа ова функција, сега да правиме неколку пресеци со различни рамнини. Која рамнина да земеме? Ќе земеме y еднакво на 0, тоа е xz рамнина. Ќе правиме пресек на xz рамнина со ова функција. А y е еднакво на 0. Ако y е еднакво на 0, добивам x на квадрат плюс 0, односно корен од x на квадрат, односно апсолутна вредност од x. Значи, кој ќе ја сечем ова рамнина со ова крива, треба да гледам апсолутна вредност на x. Дај да видиме тоа. Сега, тука имам што, тоа значи ќе имам две функции, значи. А еве ја првата функција што ја имавме веќе, и ова е контрплат оти, ова не е функција, така оти е вертикално во однос на z. Тоа е проблемот. Y еднакво 0 е xz рамнината. Еве, ова е x оската и ова е z. Еве, ова оди направо нагоре, ова оди право нагоре. Ова е x еднакво на 0,0, ова значи е апсолутно вредност на x тука. И се разбира, доколку ја сакавме со yz рамнината, тоест x еднакво на 0, ќе добивме z еднакво на апсолутна вредност на y. Сега, што ќе се случи ако ја сечеме ова крива со рамнина во z? Значи, z еднакво на 1, z еднакво на 2 и така натаму. Се враќаме во првиот график и сега тука, за да се прикажува поќе функции, ќе додаваме запрека 1, сега ќе ни прикажи функцијата z еднакво на 1. Тоа ќе биде овај рамнина што ја секам. И се гледа, се сече во круг. Малку да го завртаме ако можеме. Значи, се гледа и ако долу гледаме, што гледаме тамо? Конус. Така. И ако мислите, малку да се вратиме на овај, ако го завртаме овај апсолутна вредност во круг околу 0, ќе добиеме конус. И сега, во нивото кога z е еднакво на 1, имаме круг со што? Z е еднакво на 1, значи тука би имале 1 еднакво на квадратен корен од x на квадрат плюс y на квадрат. Тоа е 1 на квадрат еднакво на x на квадрат плюс y на квадрат. Тоа е круг со радиус 1. Значи, што очекуваме да добиваме ако ставаме z еднакво на 2? Значи, за z еднакво на 2, очекуваме да добиваме x на квадрат плюс y на квадрат еднакво на 2 на квадрат, значи круг со радиус 2. Дај да видиме дали тоа добиеме. Значи, тука се враќаме. Тука
наместо 1, ќе пишеме 1, ќе правиме 2, Shift Enter, круг со радиус 2. Исто и круг со радиус 3. Значи, ниво кривите на овај квадратен корен од x на квадрат плюс y на квадрат ќе биде кругови и ќе биде равномерно распределени кругови. Оти за z еднакво на 1 беше круг со радиус 1. За z еднакво на 2, круг со радиус 2. Зато првен ова функција правиме графикот. Оти другото не е така. Да видиме како сега е второто. Сега да ја гледаме ова функција без квадратен корен. Еве ја без квадратен корен, x на квадрат плюс y на квадрат. Важи за сите точки, нема дупки, нема никакви проблеми. Истата долна површина ја користиме. Само пазете, тука ова е 15 висина, а во предходната беше 4 висина. Значи, ова е сплескана кутија, ова е многу поштра. Друго нешто, нема, да ја завртиме, мазно е долу, така? Не е со точка долу како предходната, конусот. Така, ова е мазно долу. Сега да видиме што се случува ако се сечи со xz рамнина како што правивме на предходната. Најпрво теоријата да пишеме y еднакво на 0, значи xz рамнина. Значи сега имаме z еднакво на, тука да пишеме z еднакво на x на квадрат плюс 0 еднакво на x на квадрат. Квадратна функција. Да ја сечеме со xz рамнината. Еве ја xz рамнината, значи xz рамнината тука, и ова тука, кај што е пресекот на xz рамнината со функцијата, то е z еднакво на x на квадрат. Ова е точката 0, 0 и ова после x оди кон минус 3, x оди кон плюс 3. И можете да видите и долу како е, значи, еве ја квадратна функција по xz рамнина и се разбира да користиме yz рамнината, исто така ќе добиеме квадратна функција. Сега да ги видиме ниво кривите. Значи, еве ни е функцијата и сега ниво кривите се каде што z е еднакво на број. Значи, тука кликнеме внатре, запрека, 1. Z еднакво на 1, да видиме како се секува. И тој е круг. Z еднакво на 2. И тој е круг. Ама не се равномерно распределени. Тоа ќе биде разликата. Зошто? Бидејќи првиот беше круг со радиус 1. Тоа нема проблем. X на квадрат плюс y на квадрат еднакво на 1, дали е 1 на квадрат или 1 во ред. Но, значи, ова е исто, бидејќи е вака. Значи, круг со радиус 1. Наредниот, меѓутоа, е круг со радиус корен од 2. Така, z е еднакво на 2, еднакво, значи x на квадрат плюс y на квадрат е еднакво на корен од 2 на квадрат. Значи, ќе оде круг со радиус 1, круг со радиус 1,4, круг со радиус корен од 3, 1,7. Дај да видиме тоа и ова можете вие сами да го правите, кај вас дома, без математика. Сега во Wolfram Alpha, вие слободно, ова е wolframalpha.com, како што пише тука, еве го пишевме squirt и ова е многу полесно за внесување, само нема можност за вртење за така. Еве ја првата функција, конусот што е, само тука не се гледа дека е конус и не можеме да ја завртаме, затоа одев во математика. Сега да ги видиме ниво криви, односно контурите, се гледа дека кругови се равномерно распределени. Ова контурна треба да го замислите како да е топографска карта. Значи, ова е најниската точка, а од тука треба да се замислува дека, ако се пешачам навамо, стрмноста е равномерно. Стрмноста е равномерно. За разлика од сега, ќе ја пробаме без квадратен корен. Значи, ова е без квадратен корен, па enter, па чекаме. Еве ја, без квадратен корен, ова е до 2 тука, значи тоа беше прето до 1 тука.
И ова се гледа мазното долу, да ги видиме кривите, ова ниво криви или контурите. Сега, од тука до тука е по-нестрмно, значи од тука до тука ми е за да се качам едно ниво, после само толку до наредното ниво, после уште по-малку до наредното ниво. Значи, ова станава по-стрмно и по-стрмно, не се гледа бидејќи сплескана. Иначе ова, идејата дека кривата, како што одам по него, ова планината станава пострмно. Овие криви се поблиски и станава пострмно. Немојте да мислите дека стално се кругови. Овие се кругови бидејќи функциите се симетрични. Така, како што x, така и y, обично тоа дава кругови. Ке видиме и такви функции кај што нема кругови за контурите. Ова програма можете сами да користите. Дај да ја видиме таа трета функција. Значи, тука што имавме конус, тука имавме параболоид, да вика, како проширено параболоид. И сега да видиме што ќе биде ова. Еве ја таа крива, значи 1 врз x на квадрат плюс y на квадрат во загради. И што се случи обратно, каде што x на квадрат плюс y на квадрат одеше на дното на пајнцата, така, беше 0,0, ова сега ќе бувни нагоре, вулкано, така, или инка наопако. А каде што беше параболоидот или пајнцата нависоко, ова се сплеснува кон 0,0. Математика застана на месарта тука, не знам зошто, ама иначе ова треба да замислите дека продолжува вака да се стеснува. Таа точката е само таа средната точка е лоша, овие растат и растат и растат и останава таа едната точка x, y еднакво на 0,0, каде што не постои ова функција. Значи, како да е вулкан, каде што ќе ја сечеш, толку ќе биде широко, ама вистина расти до точка каде што само една точка фали тука. Сега да видиме како изгледа ова во однос на XZ оската. Еве како до сега што правевме. Еве го XZ рамнина, така. Ова е XZ рамнината, како до сега. Ова треба да се мисли дека ова е точката над 0,0. Нагоре да ја цртаме, па надолу да ја цртаме, значи таа удирава во 0,0 тамо долу, 0,0 и ова продолжува нагоре, приближува кон тоа и овие се хиперболите. Кои хиперболи? Ова е z еднакво на 1 врз x квадрат. Значи, тоа се пресеците со xz оската, а се разбира со yz оска ќе биде z еднакво на 1 врз y на квадрат. Тие се хиперболи на квадрат. Да ги видиме контурните линии, пак ќе биде кругови, бидејќи функцијата е симетрична, само да ги видиме во Wolfram Alpha, кај што можете и вие. Значи, да се подсетиме, функцијата x на квадрат плюс y на квадрат, тука беа широки, па станеа поблиски. Сега одаме горе и ставаме 1 врз ова. Еве 1 врз x на квадрат плюс y на квадрат, еве го вулкано, така, и еве ги контурните прави. Гледаме дека, но обратно се, овие се широките и овие станат поблиски и поблиски. И ова вистина ќе биде како мало дрва цело полно, ако продолжиш ово нагоре како што требаше. Да сумираме, имаме за y еднакво на 0, тоест xz рамнината, ќе имаме z еднакво на 1 врз x на квадрат. Тоа е хипербола. И ова ќе го крстиме вулкан, така. И кои ни беа кривите? Беа пак кружници, што станеа поблиски кон 0,0. Овие станеа подалеку на 0,0. Поблиски станеа како што излеговме од 0,0, а ова обратно поблиски кон 0,0. Толку имаме тука.